неправилно исхранување или претерување со одредени материи, ние може да го доведеме нашиот црн дроб во состојба на болест. И тука имаме различни варијанти во кои што се движиме, зависно од причинителите и зависно од состојбата и од нивото на штета која што се нанеле на нашиот црн дроб. Во еден дел од случаите дискутираме за алкохолни оштетувања на црниот дроб, а во другиот и можеби позначаен дел кој што повеќе ни интересира, дискутираме за неалкохолни црнодробни заболувања, дискутирање за замастување на црниот дроб или популарно наречената стеатоза. Нешто по-сложен облик како што е стеатохепатитот, значи веќе дискутираме за воспаление на црниот дроб, каде што повторно имаме покачување на нивото на масти и замастеност на црниот дроб и на крај дискутираме за цироза, една опасна фаза во која што веќе функцијата на црниот дроб е нарушена како резултат на тоа што добар дел од ткивото црнодробно кое што во суштина има способност за регенерација, што е и добрата порака од оваа емисија. Значи, иако погрешиме, можеме да си помогнеме со одреден начин, да сватиме дека во еден момент... Ама ако вистински си помогнеме и навреме, ако помогнеме, така? И навреме, токму така. И тоа има крај. Во ситуација на цироза веќе имаме ние состојба на стварање на сврзно ткиво на местото на нормалното црнодробно, сврзно ткиво само заменува ткиво, не може да биде функционално, нема да врши детоксикација на организмот и преработка на одредени материи и во таква ситуација ние сме во стварно опасна, во некои случаи животно загрижувачка ситуација.